Дружбата на Кочани со Кина ќе излезе наарно. Се јавија првите потенцијални инвеститори. Кинески бизнисмени денес беа на средба со градоначалникот Димитровски, а посебно заинтересирана била една фирма која што е заинтересирана за инвестирање во Македонија, по-конкретно во Кочани. Се работи за компанија доста голема, доста солидна, која е производител на опрема за системите за наводнување, специјализирани се поготово за системите капка по капка. Сепак, ова сега е испитување на теренот, зашто кинезите толку лесно не се фаќаат за џебот. Бараме информации за трошокот за работна рака, струја, комунални такси. Исто така не интересира каква е инфраструктурната поврзаност на Македонија со Европската Унија. Откако ќе ги добиеме, ќе направиме анализа во Кина и дури потоа ќе ја донесеме одлуката. Посетата на кинеските бизнисмени следува по гостувањето на кочанска делегација во Вуши и обратно кинеска во Кочани. Двете општини ги поврзува производството на ориз, но тоа е само почетна точка за меѓусебна земјоделска и стопанска соработка. Кинеските инвестиции во земјава цврсто ја поставија Кина како седмиот најголем трговски партнер на Македонија на глобално ниво, а прв од Азија. Македонија беше прва земја која доби 580 милиони долари од специјалниот пакет за заем од 10 милиарди долари што Кина го одвои за овој регион. Кинеска компанија, меѓу другото, го гради и автопатот Штип Миладиновци.